Професора, наскоро ќе заврши агонијата со коронавирусот, но се чини дека излегоа на виделина купишта општествени теми и проблеми, каде што најчувствителна тема ќе ја издвојам е животот на младите. Особено на последните снимки кои излегоа во јавноста изминатиот викенд на плажите во Охрид, видовме навистина неморал, масовно уживање во, ќе ја наречам, лоша музика, дрога и негрижа за сопственото здравје. Како да се извадат младите на прав пат токму во ова време? Видите, ова состојба некако ги поедностави, ги исфрли проблемите во една многу груба, би рекол, така форма, не? И однесувањето на младите не е во тој контекст, говориме за тоа, не е она нешто, како би рекол, кое е необично. Мислам, необично. Тоа е необично во други димензии, не? Но сега во ова време, нивното однесување како некако да го заборави или го запостави тој момент, дека состојбата на корона во суштина предпоставува нови правила на однесување која станува за социјалните контакти. И пред тоа младите, знаете, лудуваат, ајде сега вака да речу дека се забавуваат, има доста дрога, има доста, ајде, неморал да речем што се подразбираме по сето тоа, но сега во состојба на корона тоа некако као да почнува да го, како би рекол, да го разорува тоа социјално ткиво, би рекол, во тој контекст, не дека сега го заостри, ги направи тие состојби, тоа однесување на младите некако многу, како би рекол, товар, нешто кое многу смета. И тука сега, почнува во суштина, како би рекол, односот на институциите, дека треба да се формира, односно треба да се создаде, да се прави нешто кое ќе формира, ќе создава, ќе креира еден нов однос, за да може најголемиот дел од тоа време на таков начин која што го, би рекол, предпоставува корона вирусот или таа состојба, да можат тие да трошат најголемиот дел од енергијата која што ја поседуваат на еден креативен начин. Тука лежи една од тие, би рекол, компоненти или страни на како да проблемите, особено на младите, некако бидат надминати, креирани на начин кога тие ќе се почувствуваат во голема мера одговорни, или дел од општеството, дека го загрозуваат здравјето на другите, особено на повозрастните. И се уште, мислам дека младите и добар дел и населението во Македонија, уште ние живееме со тоа дека теорија на заговор, дека корона нема вирус и така натака, и еден дел од младите тоа така го перцепираат и дека тоа однесување е за нив, условно да речем, нормално, што ја создава оваа ситуација како што ја создава. Инаку тие не прават ништо, ја не ги квалификувам дека се добри или лоши, но короната сега ја го заостри, би рекол, тој момент, она што е добро и она што е лошо. Така. Дали, професоре, што мислите, дали предолго бевме во карантин, па младината сега затоа е, како би кажала, одврзано куче? Баш така, не. Баш така, затоа што долг период, колку е 4-5 месеци, тие беа надвор од особено средношколската младина, па и студентската младина, надвор од образовните институции, некако беа изненадени, би рекол, од тој факт дека нема да одат на училиште, на факултет, дека се создаде на огромно време, празно, би рекол, време, образовните институции не се снајдоа најдобро во почетокот, ги оставија сами на себе, не? Они излегоа од тој процес, би рекол, нормално на учење и се чекаше еден момент да дојде лето, не? Да, тоа покажат, односно, тоа е на некој начин и нормално однесување, мислам, да не живееме во таа илузија дека се тие добри или лоши. Но ја ја гледам најголемата всушност одговорност е на самите институции кои треба да одговорат на тоа.
тие собственици на ресторани, тие места каде се одржува тоа, треба да сносат одговорност за тоа, да не го дозволат таквиот начин, би рекол, на демонстрација или на манифестација на тие потреби на младите. Дали со ваква младина треба да стравуваме за иднината? Па не би рекол дека младите се дел од општеството. Тие се однесуваат на начин како тоа го предпоставуваат, односно и повозрастните, нивните родители или образовниот систем. Да речеме, ние ако ја барате вината кај младите, тоа е сосема погрешна насока на размислување. Најголемата во суштина е, да го повторам тоа, одговорност е на самите институции, што, да изнесам само еден факт, многу малку, да речеме, образовни институции, средни училишта и факултети развиваат свест кај младите за таа физичка активност, односно спортски активности. Разно други активности кои што ќе го пополнува тоа многу големо, празно, ајде условно кажемо, време, не? И тука лежи една од тие, би рекол, проблеми кои, за жал, во Македонија, не знам како е во други земји, но во тој контекст, тоа кој ќе каже дека со ваква младина, младите се многу лесно, многу брзо, кога нивната енергија ќе се, како би рекол, ќе се, ајде да употребам збор, ќе се не култивира, туку ќе се насочи во креативна, пред се, насока, не, тука лежи еден огромен потенцијал и за иднината на општеството. Образовниот систем, нашиот образовен систем во голема мера е руиниран. Он не воспитува во голема мера, па и не образува за тоа. Тоа се е пуштено некако само на себе, една комоција која што таа демонстрација, манифестација на младите дојдува до израз. Тоа е, би рекол, повеќе последица од она што е во општеството, отколку некаква причина, не. И тоа, ако ќе кажете вие со ваква младина, каква е таа иднина која не, е сосема погрешно поставено, не. Погрешно поставено особено од оние кои што се во голема мера и најодговорни за тоа, за таквото однесување. Така ви благодарам, професоре.